Градот Скопје денеска започнува со продолжение на булеварот Никола Карев. Знаете дека оваа пролете работевме Никола Карев, односно постичарска должина од 1400 метра. Денес започнуваме со градежни активности на делница од околу 1 километар од овде од касарната Илинден до Момин поток. Станува збор за сообраќајно решение, односно изградба на булевар со 2 коловозни ленти во правец, односно 4 коловозни ленти вкупно, зеленило средишно и мешани велосипедски и пешачки патеки од двете страни. Овдека ќе биде извршена целосна реконструкција и на подземната инсталација на сите оператори кои што работат со цел да избегнеме нејзино прекопување, целосно поставување на атмосферска канализација која што досега сме ја немале, еден сериозен градежен зафат кој што во себе подразбира дека кој ќе го работиме и ридот кај касарната Илинден, ќе изработиме и подпорен зид во должина од околу 690 метри. Градот во текот на оваа година изврши сериозна реконструкција и изградба на нови сообраќајници, затоа што новата инфраструктурата каква што не сме имале досега е нешто што всушност е императив мој како градоначалник и наш како колеги градоначалници по општините, и сметам дека на тој начин ние всушност си го подобруваме живеењето на нашите граѓани, затоа што се продолжува и векот на автомобилите, ги немаме оние дупки по улиците кои што беа можеби порано карактеристични за нашиот град. Чекор по чекор влегуваме во една сериозна обнова на Скопје. Јас апелирам на граѓаните да овдека воспоставениот сообраќајен режим кој што го имаме во текот на овие 6 месеци, бидејќи моите очекувања се како и секогаш дека ќе бидеме многу брзи, за 6 месеци ќе го имаме овој булевар долу до Момин поток завршен, да ги почитуваат тие сообраќајни правила и дневно да се информираат за сообраќајниот режим. Имам во предвид дека ова е една од најфреквентните улици во нашиот град, односно веќе е булевар кој што ги спојува општините Чаир, Газибаба, Центар, Карпош, Шуто, Ризари е во непосредна употреба и една од транзитните правци во нашиот град. Токму заради тоа ќе бидеме и брзи, ама замолувам и за разбирање и трпение од граѓаните. Благодарам.